istina ta ne je nešto drugo osven Hristova ta blagodat. Za da ni ja podari neja, Hristos dojde, se raspna i umre. Второто мисионерско патување на апостол Павле. Во време на своето второ мисионерско патување, апостол Павле и неговите сопатници, апостолите Сила и Тимотеј, проповедајќи во Мала Азија, тргнале во градот Солун. Откако ги напуштиле пределите на градот Филипи, каде што тие проповедале неколку денови, и минувајќи речиси 70 километри пеш, Павле, Сила и Тимотеј пристигнале во Амфипол. Тој мал град се простирал на брегот на Егејското море, близу убаво езеро и древна шума, која ја снабдувала атинската флота со првокласен градежен материјал. Откако запреле во Амфипол и малку одмориле, апостолите го продолжиле својот пат. Минувајќи покрај Халкидон и оставајќи ја на југ познатата планина Олимп, патниците пристигнале во Солун. Тоа бил голем трговски и административен центар на Македонија со големо пристаниште. Градот бил резиденција на римски намесник. Како во секој трговски град, таму живееле и грци, и римјани, и евреи. Евреите таму имале голема синагога, единствена во околината. Во Солун апостолите се нашле во тешка положба. Немале ниту познати луѓе, ниту средства за опстанок. Апостолите се сместиле кај некој Јаасон, кој бил евреин што се населил во Солун. Пари за прехранување, апостол Павле почнал да заработува со труд од своите раце, правејќи шатори. Првата сабота, Павле, Сила и Тимотеј тргнале со проповедта за Христовото воскресение во помесната синагога. За да ја слушнат проповедта на светиот апостол Павле, доаѓале многу луѓе. Потпирајќи се на Светото писмо, апостолот им откривал и им докажувал на слушателите дека Христос требало да страда и да воскресне од мртвите, дека тој е вистинскиот спасител на целото човештво. Со текот на времето, кон апостолите се присоединиле многу елини,
повеќе угледни жени и некои од јудејците. Сепак, евреите кои не поверувале, како што раскажува книгата Дела апостолски, разгневувајќи се и поведувајќи од плоштадот некои лоши луѓе, се собрале во толпа и го разбунтувале градот. И кога дошле до домот на Јаасон, сакале да ги изведат апостолите пред народот. А кога не ги нашле во домот Павле, Сила и Тимотеј, толпата го фатила Јаасон и го одвлекла кај градските првенци. Обвинувајќи ги пред власта апостолите дека почитуваат друг цар, некој Исус, пренебрегнувајќи ги заповедите на Кесарот, јудејците барале апостолите да бидат фатени и казнети. Но, откако слушнале од Јаасон дека работите не стојат така како што клеветеле јудејците, градските власти ги ослободиле светите апостоли. Ноќно време, христијаните ги испратиле во градот Верија. Од озлобените неверни јудејци можело да се очекуваат нови гонења. Сепак, заминувајќи, апостолите биле уверени дека Солунската црква која тие ја основале, сега има многу нови и верни заштитници. Минувајќи околу 130 километри по пустински патишта, Христовите служители стигнале во Верија. Тоа бил осамен град подалеку од големите патишта. Јудејците таму имале своја синагога. Кога дознал каде се наоѓа таа, апостолот Павле отишол таму со проповедта за Христос. Тамошните јудејци, како што се вели во книгата Дела апостолски, биле поразумни од солунските. Тие го примиле словото сосема искрено, секојдневно истражувајќи го писмото дали тоа е токму така. И многумина од нив поверувале. Тоа траело неколку недели, додека солунските јудејци не разбрале дека Христовите служители проповедаат во Верија и отишле таму и почнале да го бунтуваат народот против апостолите. Откако ги оставил во Верија Сила и Тимотеј, апостол Павле тргнал кон Атина. Требало да му благовести за Христос Спасителот на древниот пагански град, полн со елински мудреци, познати философи и писатели. Христијанската мисија е долг и наследство на секого.